kick it, have your ass tripping with the rhymes that I'm flipping. And this ain't no West Coast thing, it's a worldwide ring with the style we bring, right? So watch the giant drop as I harvest my crop, cause I'm gonna ride this to the top, ha ha ha. Get it back, get it back, get it back. You want it, so get it back, get it back, get it back. Time's the only thing that you have taken. So of the world, don't be mistaken. So get it back, get it back, get it back. Get it back, get it back, get it back. You lost the only thing that you were given. Afraid to stand alone, so now you're tripping. So get it back, get it back, get it back. Round and round and round we go. Where it stops, nobody knows it. Side to side, baby, back and forth. God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, I'm too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Round and round, round we go. What stops, nobody knows it. Side to side, baby, down in the hole. God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, I'm too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. To lay me down. To die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Still the good Lord might lay me down. Nemam potreba od frekvencija. Se dvižam slobodno. Slušam Bikers Garage. Почитувани, добар ден и добре дојдовте. Следува новото издание на емисијата Bikers Garage, која по пауза од неколку недели повторно се враќа во, ке речеме, радио етерот, но нема само да биде радио етерот, бидејќи може во живо да не следите и секако преку Facebook страната на Bikers Garage. Добар ден и добре дојдовте, овој 21
септември, четврток, 17 часот и 10 минути го започнуваме новото издание и само ќе споменам дека во оваа трета сезона речиси во сите емисии имавме гости кои припаѓаат на некои мотоклубови, но речиси и воопшто со луѓе кои преку музиката се тесно поврзани со мотокултурата. Ке споменам дека во изминатите изданија и во втората сезона наши гости биле и Ешбърн, и LimeWire, и Red 18 или Red 18 и многу други. А денеска ќе продолжиме со таквата пракса, ќе позборуваме малку за рок сцената кај нас, за бендовите, за настапите, за мотособирите. Има ли простор и место за нови и млади бендови? Има ли дефиниција за успех или како што уредникот на оваа емисија Александра сака да каже, мотори и хеви метал одат рака под рака или не? Денеска зборуваме или ќе се дружиме во следните 1 час во ова ново издание на Bikers Garage со Ведран Ановски и Иван Костичевски, двајца од петчлениот бенд Rastained, хеви метал бенд од Скопје, Македонија. Јас само во воведов ќе споменам дека годинава одбележуваат, ќе ме поправат ако грешам, 12 години од своето постоење. Зад себе имаат многу музика, но за пошироката јавност познати се 3 синглови кои ќе имаме прилики да ги слушнеме во ова наше денешно дружење, а тие се во подготовка и на престојниот албум кој ќе го носи името Years in Vain. Секој во бендот има своја улога, сите учествуваат во правењето на музика, ќе ги поздравим и останатите членови, но првен ќе им посакам добре дојде на Ведран и на Иван во денешното издание на Bikers Garage. Дечки, ви благодарам што прифативте поканата и што еве денеска малце ќе продискутираме за жанрот на музика кој што го исполнувате. Како сте, добри? Супер, да е. Спремни сте, јас само ќе споменам дека поканата за ова дан наше денешно овдека ке дружење е мотособирот кој што ќе учествувате на 30 месецов и секако Пивофест или Пиволенце. Не го решивме тоа што ќе се случува утре. Така, значи утре ќе настапуваме на Пиволенд, значи нашиот термин од 9 часот. Во целост ќе го отсвириме нашиот албум, што е представен на Years in Vain, како што кажавте, што е мако трпно работен, веќе многу години. Од кога сум јас во бендот прошлите 6 години се работи и стремиме да биде све тоа оригинално, наша музика со многу инспирација од многу бендови, со тоа што сите слушаме различна музика во бендот и пробуваме да направиме некој примес што ќе сноси заедничка како да кажам, значи една целина, а сепак ќе биде нешто ново на нашиот пазар, ако ништо. Да. Долги години морам да забележам. Добро реков во најавата, 12 години како што е формиран бендов се чека за албум, но она што сакам да го истакнем и да ги запознам сите наши слушатели дека сте за пофалба заради тоа што сте бенд кој што прави своја авторска музика. Точно така. Сега, она што го споменам и може и у најавата еве го изустив, ќе ме поправите, досега свирки сте имали и на Таксират, и на Лузерфест, и на Демофест, на Гитаријади, Арт Атак фестивал, Точно. А имате и свирки како низ Скопје, како што ми споменавте и пред малку, како ќе се снајдете и во Скопје, и во Команово, и во останатите градови. Ама ајде на самиот почеток да ги запознаеме нашите слушатели и гледачи како дојдовте до идеја за формирање на бендот и практично кој е неговиот кум. Да, па реално за бендов, па можеме да се наречам јас кумот на бендов. Тоа беше негде 2011 година. Онака случајно радно испадна идејата за бендот, се здруживме, наставно имавме некоја заедничка идеја, смисла за музика. И така се собравме постепено со тогашниот басист го сформиравме бендот, па после тоа со сегашниот гитарист, па не се приклучи Тапанарот и така. Значи испадна сосема случајно онака. Претходно музициравте, свирате по други бендови, свирате по гаражи или Па буквално можеби некој обиди во средно, Аха. сме имале сите, ама ништо посериозно, ова ми беше као посериозен, да кажем, обид за правење музика авторска. И од 2011 се менуваше составот на бендот, почнете со тројца членови. Да, Денеска да, бројте 5. Да. Со тоа што јас едниот гитарист и Тапанара сме само тогаш постојани членови, перманентни, а по изминативе години сме имале промени, ама не толку чести, да кажам, за втор гитарист и за басист.
Тешко да тие промени кои ќе се случат, да долги Па- години бендов нели функционира, знаете Да. како дишате и сега одеднаш кога се појави. Да, е тешко, да. Пошто реално бендот е на некој начин ко семејство. Да, една Така целина, да, да. целина треба да бидат по нели кохерентно, така да малку е специфично, да. И добро, се колку често правите проби, да речеме, колку често сте активно, да. Барем еднаш Гледам еднаш неделно да Минимум. бидем. По обично сабота не е резервиран за проба, ама долга проба правиме. Да. Ке позборувам и за професиите надвор од музиката кои што се занимават, иако тоа ќе речеме е она споредна работа во целиот овој муавет. Како ја класифицирате вашата музика и од каде практично црпите инспирација, од македонската или од странската метал сцена? Јас она што го прочитав во најавата за вас е искрено повозрасен сум прв пат го слушнав изразот на heavy metal doom, ќе дојде ли heavy doom? Така да, па нека комбинација, да. Претежно рифовите се хеви, значи со тоа што имаме мелодични делови, имаме ајде да кажам поагресивни делови, така да нека комбинација. Тоа ќе му даде као по суштина хеви метал, ама имаме примеси на точно doom метал, со тоа што имаме примеси на death метал, на black елементи, така малку е. Најблиску до кој од овие ултра познати бендови ќе биде вашата музика, као Megadeth, као... Па искрено мислам дека не може точно да се каже кој бенд, со тоа што има многу слични, например гитаристот друг Стефан црпи многу инспирација од Sentenced, тоа се фински Фински. бенд. Значи они имаат многу сличен звук како нашиот од аспект на old school metal, со тоа што ние црпиме многу поразлични инспирации, како и Opeth, како Katatonia, Poison Black, значи можам да набројувам Daylight долу Dice има еден амерички бенд исто. колку различни инспирации имаме и може да се искористи. Склопно едно. межу Да, и вече мислам сме дека имали. нашиот звук е уствари целината е инспирација од тие сите бендови што сме ги слушале активно со Ама љубов. не може да се поистовитиме со еден, дека да, не може да кажеме дека еден е таков или Така, нешто, така, да. Така. Што сакате да покажете на светот со вашата музика? Па пред Се се многу филозофски прашања се. да, Океј. пред се е некоја на најосновното ниво на емоција, кога се покажува нешто на кое што си работел дома сам, си пишувал гитари, си снимал бубњеви, си работел стварно многу долго и кога има некаква реакција од народот, кога ќе на некој тоа му прија, му се свиѓа музиката, кога има реакција, кога некој ќе испее песната пред мене, што не е член од бендот сепак. За нас има многу големо значење дека не било тоа ништо за џабе, дека тоа све со умисла направено и дека не е потрошено времето, како што кажува албумот Years in Vain, дека не се Години пуштени поминати во годините. комбе, така ќе му дојде. Дека ќе дојдат години поминати за џабе, буквално. Значи, сакаме да кажеме дека не е така очигледно, дека има реакција и дека сме многу задоволни од тоа. И тоа е уствари тоа што не влече да работиме и да чиста емоција, искрено. Зашто конкретно се пее песни? Па пошто ја ги пишам генерално текстовите сам. Да. Им давам нели душа на песните, така да текстовите се претежно Реални тотално реални, да, тоа сакам да кажам следно, да реални текстови, дури некои инспирирани од вистински настани што се нели имаат случајно и во минатото и во сегашноста, така да инспирација имаш секогаш. Обично фаќаме некои теми кои што ајде да кажам малку се по По-табу теми, мрачни, да да. кажам, да можеби малку по табу, да. Тоа се Така социјални, да, обштествени проблеми кои што се емоционални состојби. Емоционални состојби најчесто, да. така. Значи, тага, љубов, несреќа, значи се што Разделби, може, разочарување, разделби, да. Како сте задоволни од тоа како се движи вашата кариера, ке речеме, до сега? Постоите 10 години, имате навистина доволно поминато зад вас, не можете да се пофалите како верувам дека и останатите па не хеви метал само бендови кои што да речеме на пошироката јавност како жар не им е толку близок. Но генерално вие земено за овие 10 години како се доживувате кариера? Па можам Полека сигурно. Можам да кажам со оглед на сите тие промени што сме ги имале во постава со немање простори за свирење, немање опрема,
Еди, вирусот беше тогаш, имавме добри 2-3 години, бевме онака Да, лимитирани, поглед на проби. Сега со ова, минатава година и оваа година што го постигнавме, сме задоволни реално и мислам дека тек сега во следниот период ќе си дојде тоа што сме го чекале, така да сме задоволни. Иако можеби и не треба да бидеме, ама сме. Да. Со оглед на околности. Во вториот дел ќе позборуваме и за вашите фанови, многу од нив во изминативе неколку години на настапи, на фестивали имале можност нели да слушнете и вашата авторска музика. Еве денеска преку Bikers Garage ќе се обидеме да слушнати уште повеќе луѓе. 3 сингла стојат запишани зад Rastained, а тоа се Bear in the Burden, Cruel Truth и Beauty in the Past. Што ќе ни кажете за, еве, ајде нека биде првиот музички избор за денеска, Bear This Burden. Значи, ќе те Bear поправам This само Burden, да. Bear This Burden. Bear This Сака Burden. Да, Да. па тоа е една... Ја ова некако германски, како Рамштайн. Малку така звучи. Нели, не? Не е лошо. еден специфичен сплет на рифови со многу примеси на и повеќе рок н рол и класичен old school heavy metal. Да можам да ги спомнам и Megadeth како што ги кажа претходно со такви рифови, со одскокувања, со чагинг се вика, нели гитаристи. Колку време е што ова, играат. како што ви издадено, некои 2 години има? Од тој сингл кога е издаден, кога влеговме во студио, Така. поминати се 4 години, со тоа што ние почнавме да го снимаме цел албум и се случи нели короната. Да, баш Со така. короната моравме да паузираме, не смевме да се собираме. Стендбај да си. Да, бевме избеглици. Добро, Се криевме добро, битно на е дека собините. дека сте работеле, ќе имаме во продолжение Да. можност да го слушнеме овој прв сингл, да уживаме во него, а после се враќаме овдека во ова издание на Bikers Garage, зборуваме со метал бендот Rastained. Felt
Немам потреба од фреквенција. Се движам слободно. Слушам Bikers Garage. Назад сме во студиото, ете, уживавме во еден од трите синглови на нашите денешни гости, хеви метал бендот од Скопје, Растен, се дружиме заедно со Иван и со Ведран. Ајде малку да позборуваме во следниве неколку минути околу настапите и околу свирките, но она што треба да го забележаме дека текстовите на вашите песни се на англиски јазик. Зошто е тоа така кол? Да, сите се. Па, што знам, така беше идејата, така и почнавме од самиот почеток. Некако јас порано кога почнав, кога помал таму негде средно да ги пишам текстовите, сите ми беа на англиски. Реално некако не ми идеше, не беше флуентно на македонски. Така да и целиот концепт на музикава некако едноставно го бара тоа. Да биде на англиски јазик, да стигне до поширока публика. Сведува дека- тоа да, на и фактот дека И слушаме така музиката што ја и слушаме 95% влијае реално. значи на англиски јазик и самиот начин и инспирација што те влече да компонираш на некој одреден начин, да кажам, да. и да запишуваш текстови на одреден начин и тоа е веројатно причината зашто. Значи, Добро, исти ако се направи препев на македонски јазик, сте пробале, сте се обидале како би звучеле? Не, може Или би за нашиот добре. јазик се вели дека е мелодичен. Сега можеби не мелодичен веројатно за хеви метал. па веројатно за хеви метал е добар. Така ли како да е? Да, мислам дека е сосема возможно со тоа што самата разлика меѓу јазиците ќе многу ќе смени од поентата на текстовите. Сите се соумисла и песните се напишани со оглед на текстовите. Некогаш и фондот и описот на зборови во македонски јазик. Да, е да, да, Повтор од англиски. Многу е важна зборови, играта на како се изговара зборот за да се достигне некој ниво или кулминација во песната. И е многу важно што е на англиски јазик. Верувам само пошто сме веќе почнале да работиме на англиски јазик. А дека дефинитивно се некогаш се зафркаваме и на македонски ги пееме песните, Да. да. Како комуницирате со вашите фанови? Па, Сигурно дека имате публика сега за 10 години. да, значи Нели? сепак има најтесново јадро на пријателите ваши, на роднините ваши, Да, на друштвото, на не знам, има партнерките, дефинитивно, девојките, дефинитивно нели? има број на да кажам сега фанови, малку ми е смешно, ама има дефинитивно луѓе кои што не следат. Поддржувачи, да кажам. Поддржувачи, баш текот на така. годините, да. Пријатели Најблизок, кој што и каже, најблизок. значи членови на други бендови кои што сме свириле заедно со нив, кои што сме им биле ние на концерти, што не биле они нас на концерти или некој што се појавил у таков момент да се погоди на наша свирка, да кажам. Дефинитивно сме имале позитивен Фидбек. значи фидбек, да кажам. Има дефинитивно интерес од народот. Значи тоа е многу конкретно од кој човек сака да слуша хеви метал и тоа нашто што е малку можеби повеќе од хеви метал. Сепак е по хардкор музика и не Да, може секој да и ја не може слуша. секој Има да многу слуша, голем број на луѓе што не можат да помислат да слушаат хеви Има метал. луѓе што не слушаат, па им се свига. Да, А има луѓе што има и не такви слушаат, луѓе да, што има и такви реакции. конкретно им се свиѓа тоа, а не слушале хеви метал во животот никогаш. И е тоа доста убаво да се слуша. Ќе се сетите ли на некој ваш настап? Јас пред малку и ги набројав, сте биле дел од Таксират, Да, Да, на Лузер да, Фест. на Лузерфест, да. Лузерфест, тоа се фестивали кои што нели Да, имаше дефинитивно Важат, супер нели, реакција од публиката, да. одлични фестивали. Да, да. Да. Да домашнава да речеме Да, сцената. дефинитивно. Ќе издвоите еве некој дел од вашите настапи кој што можеби би бил и не знам најуспешен досега, дали по бројност на публика, дали според енергијава која сте испорачале од Бина, дали според некоја случка која што ви останала за секогаш запаметена. Да, ја ќе издвојам, до душа, сега рака на срце, тогаш Ведран не беше дел од бендот, Аха. тоа се случи негде прилика 2013 или 2014, беше поактивна метал сцената. Во зимска Хавана имаше свирка и таа беше по посетеност, да, онака може да кажем најпосетена свирка. Имавме позитивни реакции реално. А инаку, да, за издвојање Лузерфестот, кај што стварно поминавме многу добро. А претходно на самиот почеток на Демофест кога учествувавме, на таму и Тоа победници. беше во Младенски културен центар Демофест, ако не се лажам. Демофест исто Хавана зимска се одржуваше. Аха. Тоа мислам дека може и последно издание беше тоа. Така, веќе не постои тоа. 2012. 12, така. И тогаш бевме победници од публика, така да имаше само што почнавме и тоа беше стварно многу позитивно. Имавме позитивни реакции, добар фидбек. Да. Така да тоа би
реално би издвоил, да. Да. Сега ви предстоят уште два, ќе речам, настапи, концертни настапи. Тоа е утре вечер Да. на Пиволенд и на 30 исто така на еден голем настан кој тесно нели е поврзан и со моторџиите. Подготвени ли сте, спремни ли сте за да им пружите јаки рифови Апсолутно. на публика? 100% Да ги спремни. извадите од кондори малку. Да, 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 баш сме. на тоа и стремиме и дефинитивно сме спремни, чекаме само со не можеме да дочекаме да го покажеме тоа. Добро, има некој фестивал да речеме кој што ви е предизвик или кој што можеби би сакале да се видите на сцена? Да, Сега, дефинитивно. ние да. секогаш на проба, мислам, правиме и шали, меѓутоа може од шала до реализација, Да. навистина сакаме на вакен да свириме некој. Тоа е. Дефинитивно на бака. Запознаене малку, сега не се сме сите запознаени. Да, па меѓу најголемите европски метал се Екстрим чувања. метал, да. Да, Значи, Германија. дефинитивно може би најдобриот. Што треба да се направи до таму? Да се биде доволно популарен или да Па се... може. Веројатноста е таа, пошто таму Порано свират имавме најголемите. надпреварувања кај што нашиве бендови добиваат дозвола да Мгм. отидат. Да, Фјурион беат кај нас на Вакен. Мислам и Агни Кај беа на Така? Вакен. Да, Значи Фјурион два бенда знам, сме да. имале на Вакен и да, ама престана тоа надпреварување, тој фест. И сега бендови најверојатно сами треба да се изборат. Сами треба да се изборат за да... Да, Да, има знам, стејџови за да речеме по-толку непознати бендови, ама да, едноставно можеби со самата популарност си доаѓа тоа. Дефинитивно до популарноста. јас Нормално мислам. не сме далеку од тоа дека сме во моментов да речеме ајде ние сме спремни, меѓутоа по популарност не сме блиску тие бендови за да може да се надеваме или да Да. парципираме Многу во фактори иднина, влијаат. Многу фактори. Верувам за тоа, Да, нели? али во иднина, да, сега. И како земја сме мали, Па и тоа исто. нели? Да. Да. Добро, имате идоли, предпоставувам, па еве од тука ќе ве прашам на кој светски бенд би сакале да бидете предгрупа на концерт. Моментално. Аха. Опет. Дефинитивно на опет, да. Тоа се финци. Опет се швеѓани, Швеѓани. значи од Стокхолм, мојот омилен бенд Аха. во метал, а можам да кажам. И дефинитивно мојата најголема инспирација за свирење хеви метал. Зборам во по овие формирачки години сега. На 14 години ми беше омилен бенд Металика, Мегадет. Ама со малку созревање музичко, дефинитивно стигнав на ниво кај што не беше доволно таа музика, ми требаше нешто да кажам, по тешко за слушање, поголем предизвик за разбирање, По-комплексна музика. по-комплексна музика пред се. Добро, американците прават по-комерцијален хеви метал колку што можам да приметам од скандинавците. Претежно, да, Генерално, апсолутно. да. апсолутно, Има добри да. бендови кои што Има многу не бендови идат во по Америка мејнстрим што не се патот, ама мејнстрим, да. ама Да, претежно да. Може да се каже. Така швеѓаниве се Да. практично Па дефинитивно Скандинавија Скандинавија, сцената Скандинавија. е најсилна во свет. Тоа е Така. не е дискутабилно. Дечки, одлично ни тера муабетот, сега ајде да го слушнеме и вториот ваш сингл Крудл Труд. Добро сега го изговори, точно, да. нели? Крут труд. Крут Труд. Поцешно, да. Аха, песната е нешто ќе ни кажете. Исто, автори сте вие, аранжманот е ваш, Да. текстот е ваш. Да, во поглед на песната може да се каже дека е многу интересна пошто е прва направена песна. Првата песна на прва бендот. воопшто да. бендот Прва, што ја направи, воопшто, прва авторска песна. Да. Да, и ова јас верувам дека е најблиску до класичен хеви метал што може да напишеме ние како бенд. И дека Ова на секоја свирка свири. дефинитивно е химна, така. И да. тоа значи дека е меѓу Па ја знаат, публикава, да. нели? Да, има многу Ја луѓе знаат, што ја овие крупни луѓе познаваат кои што песната ја со знаат години, песната. да. Одлично. Ја слушаме на Байк Разгараш, уживаме, а потоа се враќаме со разговор овде во студиото.
Nemam potreba od frekvencija. Se dvižam slobodno. Slušam Bikers Garage. Назад сме во студиото и во овој трет дел One ти сакам second. малку да позборуваме и околу heavy metal музиката, пред да одговориме и на дилемата која што во ова денешно издание на Bikers Garage ја поставивме, дали heavy metalот и моторите одат рака под рака или не, тоа ќе го дознаеме некаде пред крајот. Дечки, долго сте присутни на македонската метал сцена, споменав формирани крајот на 2011 година. Па ајде, може ли да направите една споредба како тоа изгледаше на вашите почетоци, а каква е метал сценава денеска? Имаме пионери во heavy metal музиката, практично некои 20-тина, ако не се лажам сега од она што јас имам информирано. Нели, бендови кои што се занимавале со ова, вие сте некаде од средната генерација, а верувам дека и по вас, еве вие ќе не запознаете, ќе ни кажете што се случува во моментов таму. Апсолутно. Да, па, да, има разлика и тоа евидентно е. Пример, ние кога почнавме или памтам пред да сум имал бенд, таму негде прилика пред 2010 година кој идевме на свирки. Значи беа многу почести. Пред се носеа бендови од странство, многу почесто. Имаше повеќе локали кај што или се свиреше таква музика. Некако сето тоа спласна, мислам дека негде да речеме после 2015 година. Значи остана активни бендови, меѓутоа се намали бројот на свирките, нели попопуларни бендови правеа свирки, да речем, на поголеми ивенти само или и да гостуваа во странски држави. Така да, и нормално публикава малку се смени во поглед на музички жанрови Други кои што ги правци. слушаат. Да. Викаш Стана дека сменето многу популарни. последниве десетина години, Да. Да. Е сменето. Сам се останал метал популарен, меѓутоа се намалија бендовите, бројот на свирките и се попопуларна е, да речам, оваа музика мислам сега што е помодерна, некои нови жанрови, што се можеби поприфатливи за младите. Добро, кои се Иван причините заради тоа? Немањето фестивали, немањето доволно клубови кај што Па ова дефинитивно има музика голема сега, улога. да, има наплив и јас верувам Клубовите, дека да, нели, да. жанровите на музика кои што као мелодија ќе бидат Точно. поприемчиви за ушиве на поширокава публика, ама ние еве во овој неврзан разговор овде кај додека слушавме и вашата музика и претходно споменавме бендови од Македонија, метал бендови кои што се култни, ја не познавам човек кој што барем малку бил навлезен во оваа музика да не ги познава. Имаме навистина сериозни имиња, сега да не ги редиме нели. Да. Сите до еден, ама има и бендови кои што и денеска творат, меѓу нив сте и, иако ќе речеме генерацијски од поновата генерација, и вие имали и наследници. Апсолутно, да, дефинитивно има. Има, јас сега не можам да кажам наследници затоа што морам еден бенд да спомнам. Например, нов бенд се Pitch Vice и се извонредни музичари, извонреден heavy metal прават и они се дефинитивно нов бенд, а се доста Многу постари таза од бенд. нас Така? и се многу искусни музичари. Музиката што ја вадат е стварно извонредна. Тоа е Сите од нив има бендови, можеби се уште има да, минател кои што значи свираа метал, ама сега искусни се музичари, сдружија, да. музичари што имаат што да понудат. Добро, колку Дефинитивно. денеска технологија ви овозможува до поширока публика да стигне вашата музика? Порано, рецимо, бевме ограничени на свирка во клубот, на извадено CD, некаков си, како ќе го наречеме, носач на звук. Денеска со технологијава, со интернетов, практично, да, можете да конкурирате на најголемиот фестивал во Германија, да речете, Да. дечки, Опции слушате има опции. нашата авторска музика. Не знам, на извесен менаџер што е на Да. креатор, да му пишете, дечки, ние сме бенд heavy metal од Скопје, постоиме толку и толку, правиме музика, го разбирате јазикот, слушнете. Да. Има опции. Значи, дефинитивно во моментов има повеќе опции него порано.
со тоа што постојат платформи, милион платформи за издавање музика, постојат многу милиони начини нови како да се твори нова музика и сега толку многу има контраст од добра музика, да кажам, и музика што е шаблонски направена со помош на AI веќе во ново време и многу е потешко затоа што има многу е голем маркетот за музика. Имам многу музичари веќе за разлика од пред 20 години, можеби Технологија 10.000% е појако. Музика секој да работи, да. Да, и значи можат сите луѓе да творат и да пробуваат, што е според мене многу добро. Значи дефинитивно е најдобриот аутлет за емоциите, музиката. Ама тоа исто така ствара проблеми од аспект на има премногу за слушање, не постои начин да ги слушнеш сите бендови. Добро, хеви металов останува, така ќе го речем, аналоген се уште? Не. Аха. Не. Не. Сменија Сите се тука стремат работи, на да. тоа, но не. Дефинитивно не, затоа што веќе нема логика. Според мене како гитарист, пред секогаш секој гитарист сакал да има Marshall лампаш појачало. Така? И сега веќе е стигнато до момент кога компјутерски плагини, значи најпрости можат да извадат истиот звук и не треба да носиш појачало од 30 кила и кичма да те боли и немаш грижа околу лампите или околу дали е многу влажно во собата за да не се расипе појачалото, дали треба да го изгасиш и да чекаш 10 минути, да го упалиш и да чекаш 10 минути пред да свириш. Значи многу е олеснато со технологијата и нон-стоп технологијата иде напред и овозможува многу полесен пат да се достигне до некој тон, до некој звук, да се сними нов материјал, да се сними нова музика. И дефинитивно е полесно сега, ама дигитално. Аналогно останато е кај некои хардкор фаци што се стремат на тоа да остане Спомена, така. креатор. Креатор, да, они снимаат аналог се уште. И ама може Тоа беа времења кога они беа и гости овдека во Скопје, кога стварно можеш Да, да се неколку видат пати има тешкаши. дојдено, да. Да. Да, тешкаши да се видат. Денеска на метал сценава од странски бендови од гостување? Славо? Има, мислам, се носат бендови, меѓутоа многу поретко. Например, во Аморфис ни доаѓаат сега, Да. во кои се гиганти, Така. исто финци, да. Така да, има да, со тоа што, ајде да кажам, максимум до кај 5 ивенти, кај што може да видиме некоја... Во годината? Да, некој светски ивент. Мислам, попознат. Па добро, и не е толку страшно. Па да, Не е толку страшно со оглед на тоа дека може и да нема. да, Може да се пофали само дефинитивно фактот дека еве надвор од метал музиката, можам да кажам дека Стив Vai свиреше во Македонија, дека тоа да, е точно. за сите гитаристи сон. Да. Да, значи Кој индивидуален артист, немаме многу за жалење, треба да бидеме задоволни дека гледаме некои такви Да. неверојатни. Да, се случува. И пак ќе се Групи. сведеме на тоа Може би дека ние би сакале повеќе, да, ама Ние сакаме повеќе, пазарот ама ќе речеме дека ни е мал, нели, за да се собере толкава публика, побично таквите концерти не се случуваат у соседна Софија, Да, ни се Софија. случува сега, не знам, за месец дена Металика, Солун или или Белград, чинам да. дека треба да настапат некаде горе по Унгарија, па луѓето заминуваат и таму. Добро, ако и македонски бендови или изведувачи особено ги почитувате? Па има, да, има бендови кај што... Ја верувам дека сега вие кога растевте, ги слушавте и Санаториум и Да, Санаториум нема некој што не ги слуша. Верка. Да. Дефинитивно верка, да. Така да има бендови, може да се наброат, еве да речеме, конкретно за метал, така? Па конкретно за метал, па и ако сакаш издвои некој квалитетен, не знам, наш музичар што Порано те беа става, или- актуелни Формула Стерор, кај што стварно беа многу и актуелни, беа и присутни на сцената, свирија и со познати бендови. Last Act of Defiance, имаше еден бенд порано, Dedicated for Life, мислам, да, така беа, од Куманово, кој што беа исто доста добри. Vandal од Куманово, имаше бендови са. Serpentine Fire, Серпентин. Furion. Добро, денес ако те дефинитивно. прашам да ги направиш квалитетни бендови на прсти пак ќе останат во ова презент тајм 2023 година. Дел од нив ми рекиш дека Дел од нив, да, за жал престана да свират. Еве Pitch West Многу ги голем спомна. број од бендовите веќе се згаснати, затоа што Да, е многу тоа е тешко стварно во штета. Македонија да се опстане како бенд, пошто Да. реално е огромен Кои трошок ги од набрав, секоја ствари аспект. не се активни се, тоа е многу голема штета. Да. Огромен трошок од Можам секој уште- можен аспект. Може уште 20 можам да набрам кои што стварно се биле добри бендови, а се за жал неактивни. Така да сега ситуацијата, да, може да наброиме, ама помалку дури. Дефинитивно помалку.
И ајде некаде пред крајот да позборуваме малку околу она што вам ви престои како бенд, настап на еден мото собир. Прв за вас е од ваковте? Да. На мотособир, да. Да, сега сте барем присуствувале на Да, де да свирите, да Сме бидете. биле, да, така што да, се апсолутно. свирале, да, сме биле. Какво ќе мислите ќе биде чувството да се биде најпрво дел од еден таков собир и не знам што очекувате? Возбудливо е, пошто реално комбинацијата, кој што кажа ти, дали иде, да иде. Дефинитивно, значи нормално хеви метал со мотори да е, со пиво. Да. Аха. Рака у рак. Да, тоа е дефинитивно таа комбинација, очекуваме да е стварно добро. Да. А види, некој пат за типот, жанрот на музика кој моторџиеве ја слушаат, може и да се срушат многу стереотипи, дека не е секогаш дека се тоа, не знам, дисторзија или Но, јаки ритми, не е некогаш секогаш. може да биде Да. се окей, без никого нели да подцениме. Нормално. Значи, може да се слуши Дивља Да. јагода. Дивља јагода Е, е рок бенд, да речеме. Па да, суштина. Да. Да речеме, И метал елементи има. да. Ја има и метал. Има и метал да. елементи. да. Пример ZZ Top. ZZ Top е класично е да кажеме по-моторџиска музика, е Да, баш именно. блуз рок у суштина. Блуз рок, А да, точно. блуз рок. И што, мислам, Значи, голема маса луѓе го слушаат и ги знаат ZZ Top и биле тука ZZ Top и Да. дефинитивно јас што сум приметил, значи музиката, ќе генерализирам малку што се спомнува во иста реченица со моторџи и со Така. мотори, е се базирано на блузот, све Да. на блуз рокот, на рокот и на хеви металот кој што е опфатил се тоа и повеќе. Значи има конекции, има како се поврзуваат тие работи, значи и точно е тоа што кажеш дека не сите моторџи слушаат Не рок сите или моторџи, метал да, или да, блуз да. или тоа е сепак Да. Очекувате дека вкус. ќе биде добра забава таму, се Апсолутно, надам дека и да. други бендови меѓу нив се и од други жанрови на музика, Да, не да, се сите да, метал да. тоа е бендови уште што брани. подобро што ќе Да. има. Ќе има разновидност, Има, има од да. све да се слушне по нешто и дефинитивно едва чекам. Така, кога настапувате вие, втори сте по листава која што се не поминете или се уште ви е Па рано се за уште знаете? ништо Тоа не е е потврдено 30. на 30 Кажа- септември, Ќе да. кажат редослед, да. 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 Значи Утре вечер ве чека Пиволен. Пиволен точно во 9 часот. Значи, Каков е лајнапот оваа година? Вие со вашата не конкуренција, пријатели, колеги, музичари, Така, како ви значи изгледа? дефинитивно има бендови што имаат многу да понудат, дефинитивно има некои тешкаши да кажам што ќе настапуваат поготово на другата сцена, значи А, ние да, сме имаат на- они две сцени. Да, видим, Ние да. сме на Тубир, Орнат Тубир сцената, значи каде што е дозволен простор на повеќе млади бендови или нереномирани Алтернативна, бендови, да, по алтернативна музика, рап, метал, рок, да Така. се експонираат. Значи на главната бина има дефинитивно многу. Што ќе им понудите на публиката? Комплетно авторска музика? Да, да. Значи нудиме комплетно авторска музика, пишувана со многу труд, многу љубов и едва чекаме да ја покажеме. Ќе биде енергично се. Да. Да. Енергија од секој можен аспект. Ги слушнавме два од трите синглови, споменавте дека веќе имате изработено десетици песни, најавувате и албум кој некаде прочитав во коментари кои што ви ги пишувале во на вашиот Facebook страница на бендов, кога ќе биде конечно албумот, им викате до крајот на годината, тоа претпоставам дека се однесувало за 2022, кога ќе биде Точно конечно готов Years in Vain албумот кој што го спремате. Значи, така како што кажав и на почетокот на оваа емисија, албумот е многу долго време во изработка, значи творењето трае со години. Самото снимање почна пред околу 3 месеци затоа што е веќе трет почеток на снимање и пробавме многу различни варијанти да го постигнеме тој звук ние што Звук го кој што бараме. сакате квалитетот Тоа е да го најтешко. достигнете, Ние ако сме- правите мораме да споменеме тоа во ваши домашни услови, не одите Точно со така, значи со своја опрема, да, самостојно снимивме се до сега, односно гитарите, тапаните, бас, останува само вокалот да се досними и микс и мастер. Иван тебе најмногу работа значи те чека. Па да, ама некако од 20 чекам, пошто треба да се финализира, така да надежно да ти одговориме на прашање, мислам дека би требало ноември така. Веќе сме желни да излезе. Колку ќе има минутажи, колку песни ќе има на него? На албумот ќе има 11 песни и трае саат и 5 минути. Ќе биде буквално издание лично ваше и ќе Да, низ годините. постои некоја од музичкиве куки кај нас, иако јас веќе не знам.
кој може нешто такво да Па до поддржи, сега освен продукције, сега искрено не знам, на памет зборувам да речеме кога споменеме Пасворд продукција, како продукција дали е дека продуцира настани или пак да речеме може да излезе за некој бенд па да се помогне нели со печатење, Така е. седења, печатење, промо материјали, па да не зборам сериозни продукции кај што они ке се замараат за работава која што практично вие како бенд треба да бидете само да го свирите, да го направите она што најдобро знаете, нели? така. Значи првичниот план нас од аспект на како што каже издавање е да оди се тоа самостојно со оглед на сегашната состојба како е со како што споменавме претходно Spotify, Да. има доста платформи за музика кај што може во цел свет да се издаде музиката и веќе нема, мислам дека не е неопходно да има продукцијска куќа да го избуста тој бенд или да зависи бендот од некој друг, а не самостојно. Значи дефинитивно мислам дека постојат шанси, Има доволно постои начин платформи на кај што промоција, постои све, тоа е све онлайн, нели, нова ера, ново време. Така. Дигитално е се тоа, нели? Ама таква е ситуацијата, таква е климата и така мора да се приспособат сите. Додека го очекуваме новиот албум, да подсетиме и на останативе членови, не ги спомнавме и чисто да ни кажете, да ни одговорите што правите кога не се занимавате со музика. Или цело време сте посветени и кога ги работите, професионално работите од кој заработувате за живот, мислите на музика. Значи, останативе членови се Стефан, сетески он е нели, Гитара. Да, Синиша. Синиша Ѓорѓевиќ, Да, Тој е на Тапани, перкусија тапани, да. да. Да, и Мануел останува. Да. Мануел Богоевски на бас. Богоевски на бас. Они се подготвени, спремни се. Да. Денови да, имат да. интензивни проби, да речеме, за пред, не знам, и Па не сакаме Пиво е ние да Вчера имавме. стигнеме до ниво на да се изгориме од свирење. Песните така. ги знаеме веќе многу одамна. Може да се каже дека сме спремни. Вежбаме само да се договориме како што, да се договориме редослед на песните, да ги поминеме еднаш ради реда. Детали се договараат. Да, ама од аспект на спремање интензивно нема потреба, затоа што тоа е веќе одсвирено илјадници пати. Добро, ритуали имате ли пред настап? Немој да сгрешиш. Само тоа. Тоа остана. Тоа си го кажуваме и тоа е тоа. Нема нешто посебно. Ништо посебно. Да, едноставно Време за концентрација пред настап, некоја возбуда заради тоа што публикава чека или па може најверојатно само едно пиво и толку. Тоа е тоа. Да, трга едно работа пиво е на дефинитивно ритуалот. Тоа е тоа и може и да биде и на сцена пошто некако ме смирува кога гледам така. Да. Има пиво. Дефинитивно така да, трае тоа е. добри 5 минути таа. Е па добро, значи добри два настапи имате пред вас. Да. Едниот е нели пиволен, пиво ќе го има у неизмерни количини. Мото собирате, еве, сефте ќе ви биде да настапите, рековте дека претходно се учествувале на нив, знаете дека не знам, пивото е таму практично и Да. вода. Вода. Да, така. За крај, дечки, што би сакале лично, а и нормално како бенд да им порачате на слушателите на Bikers Garage? Па дека нашиот албум ќе излезе за многу скоро. Значи тоа се веќе да кажам неделиво прашање. Во исчекување сме дефинитивно да слушнеме реакцијата на сите што ќе го чујат албумот. Дефинитивно ги очекуваме сите да дојдат на нашите настапи, да слушнат нешто ново што можеме да го понудиме на пазарот на метал музиката. И тоа е тоа. Ви благодарам што одвоевте време, што денеска се дружевме. За крај, секако на одјавата ќе го слушнеме последниот сингл, Beauty the Past. Без така. Да. Нешто кратко околу оваа песна. Ако песна да, па може да се каже дека е дефинитивно без сомнение најагресивно нешто на и ќе биде на целиот албумот, албум, да. значи најагресивно парче. Едноставно има моќна порака, тоа што и самиот Интензитет. текст, да, и нормално и музиката и самиот текст го носи тоа. Така Така со да, повеќе death metal тука е веќе да, прилично моќна песна, енергична. да. И предизвикува реакции имаме приметено, така да, може би меѓу најомилените песни за свирење. Да. Дечки, ви посакувам многу успех во се што планирате, во работата која спроведувате. Ве очекуваме повторно овдека назад во некое друго издание на Bikers Garage во кое што ќе зборуваме за
престојниот албум кој што го најавувате. Ви посакувам многу успех на утрешната свирка и на она што следи на 30. Ние како Bikers Garage ќе ви даваме секогаш поддршка и тука сме за се што треба. Ви благодарам уште еднашка. Благодариме на вас. За крај ќе уживаме во музиката на Rastaint. Вие уживајте и во живо утре вечер и на 30 на плоштадот во Газибава, а секако очекувајте го и следното издание на Bikers Garage, а тоа е веќе следната недела, поточно во четврток во стандардниот термин од 17 часот. Останете во добро здравје, возете безбедно, уште на крајот ми останува да ве поздравам во мое име како водител на оваа емисија Иван. Автор и уредник е Александар, а денеска техничката реализација на нашиот драг пријател Борче. Продукцијата е на Bikers Garage 2023 година. Останете во добро расположение и слушате квалитетна музика. Фала ви многу. Јас сме Rastaint, вие бевте добри, фала ви многу. Се движам слободно. Немам потреба од фреквенција. Слушајте bikersgarage.mk.